2 децении трае агонијата на зградата на воен одсек во Кочани, која се наоѓа на атрактивна локација во централното градско подрачје, во близина на крстосницата на улиците Тодосија Паунов и Никола Карев. Објектот што го користеа државни институции, од кои некои се во надлежност на Министерството за финансии и за одбрана, е во континуирано распаѓање. Грдиот надворешен изглед го дополнува уништената внатрешност, со што објектот повеќе наликува на сцена од хорор филм, отколку простор во кој треба да работат државни службеници. Неколкуте најави и обиди на локалната власт да се најде решение за оваа зграда досега не дадоа видливи резултати. Според објективните околности, дел се поради имотно-правни лавиринти меѓу корисниците на просторот, а според мислењата во јавноста, веројатно дел се и поради бизнис и други интереси. На 65-та седница, што се одржа пред 2 дена, владата донесе одлука за престанок на корисничко право на недвижен имот на Управата за јавни приходи и давање на трајно користење без надоместок недвижна ствар на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен простор и со деловен простор од значење за Републиката Скопје, недвижен имот, деловни простории на улицата Никола Карев, запишани на катастарската парцела 13700, катастерска општина Кочани, со имотен лист број 12270, собственост на Република Северна Македонија. Уште во средината на 2019 година, тогашната локална власт најави дека се водат разговори со акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор, откако претходно било договорено со Министерството за одбрана и со Министерството за финансии да го ослободат објектот. Општина Кочани пред 10 години дури и го измени деталниот урбанистички план за оваа локација. Со тоа овозможи да никне нова, повисока зграда со намена за домување и комерцијална дејност. Со последната одлука на владата, практично се отвора можност акционерското друштво да почне практична постапка за реализација на таквиот план. Зградата, што меѓу граѓаните е позната како воен одсек, е изградена пред околу 6 децении и освен една надворешна реконструкција во почетокот на 80-тите, до сега немало други поправки и градежни интервенции. Во неа, Министерството за одбрана поседуваше 573 метри квадратни, а 271 метар квадратен имаше Управата за јавни приходи. Помал дел му припаѓаше и на Центарот за управување со кризи, а корисник на простории беше и Основното училиште Никола Карев. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.